Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 5 март. Човечки заповеди. Читаме текстови од Колосјаните 2 глава, од 20 до 23 стих. И така, ако сте умреле со Христос за стихиите на светот, зошто позволувате да ви се определуваат прописи како да живеете во светов? Не фаќај, не вкусувај, не допирај, се што пропаѓа со употреба, според човечките заповеди и учења. Се ова изгледа мудрост, што се состои во самоволна побожност и понизност и во непоштедна строгост кон телото, а не во нешто честно, туку само заради задоволување на телото. Како ги разбирате Павловите опомени во светлината на другите елементи споменати во таа глава? Како и во посланието до Галатјаните, апостол Павле оценува оваа грижа за зачувување на еврејските церемонии како покорување на стихиите на светот. Читаме текстови од Колосјаните 2 глава, 8 и 20 стих. Пазете да не ве зароби некој со философија и со суетна измама по човечко предание, според стихиите на светот, а не според Христа. И така, ако сте умреле со Христос за стихиите на светот, зошто позволувате да ви се определуваат прописи како да живеете во светов? Да споредиме со текстовите од Галатјаните, 4 глава, 3 и 9 стих. Така и ние, додека бевме малолетни, бевме заробени под првобитните учења на светот. А сега, кога го познавате Бога, или уште подобро, откако Бог ве позна вас, како можете пак да им се враќате на слабите и бедни елементарни учења, на кои сакате пак одново да им служите робски? Со други зборови, како и земниот храм, тоа е нешто што и припаѓа на земјата, но нашето живење, нашето државјанство е на небото. Не треба да се оптоваруваме со церемониалниот закон, бидејќи тој само ја навестувал реалноста во која сега уживаме преку Христа. Односно, и покрај тоа што Бог првобитно ги дал, овие обреди ја исполниле својата цел и повеќе не се потребни. Бидејќи сите овие прописи биле укинати на крстот, што е назначено со божествената рака која е раскинала храмската завеса, читаме во текстот Евангелие по Матеј, 27 глава, 51 стих. И ете, завесата во храмот се расцепи надве, од дозгора додолу, и земјата се стресе, и карпите се распукаа. Да споредиме со текстот од книгата на пророкот Данијел, 9 глава, 27 стих. И ќе склучи сојуз со мнозина за една седмица, а во половината на седмицата ќе прекрати жртвата и приносот. На врвот на храмот ќе биде грозноста на запустувањето, се до свршетокот, додека одреденото запустување не падне врз запустувачот. Христијаните, во заграда вклучувајќи ги и христијаните од еврејството, не се подложни на овие прописи. Покорувајќи им се, ние всушност би се поистоветиле со овој минлив свет, наспроти новиот свет што ни е ветен во Христа. Впрочем, ние радосно очекуваме ново небо и нова земја, на кој ќе се всели правда. Ова е текст од 2 Петрово послание 3 глава 13 стих, а не само реновирање на овој стар свет. Со оглед на фактот дека фарисеите и книжниците додале некои човечки закони на Мојсиевите прописи, читаме во Евангелие по Марко, во 7 глава
od 1 do 13 стих. И се собра околу него фарисеите и некои од книжниците, кои беа дошле од Ерусалим, и видеа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно неизмиени раце, зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи се до преданијата на старите, не јадат ако не ги измијат рацете до лактите, и кога ќе се вратат од пазар, не јадат ако не се измијат. И има уште многу друго што го примиле да го одржуваат: миење на чаши, врчви, бакарни садови и столови. И така фарисеите и книжниците го прашаа: зошто твоите ученици не живеат според преданијата на старите, туку јадат леп со неизмиени раце? А тој им рече: добро пророкуваше Исаија за вас, лицемерите, како што е напишано: овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеко од мене. Напразно ме почитуваат, учејќи науки, што се човечки повелби. Вие ја оставате Божјата заповед, а го држите човечкото предание. Вие добро ја укинувате, продолжи тој, Божјата заповед, за да го држите вашето предание. Имено, Мојсе рече: почитувај ги татка си и мајка си, и кој ќе го проколне татка си и мајка си да биде казнет со смрт. А вие велите: ако некој рече на татка си или на мајка си: она што можам да ти помогнам е ветено, односно жртвен дар, не го оставате веќе да направи што и да е за својот татко и за својата мајка. И така го укинувате Божјето Слово со своето предание, што вие го воспоставивте, и правите многу други работи слични на ова. Овековечувањето на старозаветните церемонии кои се исполниле во Христа, повеќе не можеле да се сметаат за божествено барање, туку само за човечки наметнати должности. Навистина, тие почнале да ја оптоваруваат верата, наместо да ја унапредуваат. Многу е лесно да почнеме да гледаме на извршувањето на сите овие обреди како нешто што не само што не прави посупериорни во однос на оние кои не ги извршуваат, што е веќе доволно лошо, туку можеби на некој начин, макар и незначително, може да не заведе во стапице да мислиме дека ние сме на некој начин заслужни за собственото спасение, а ние не сакаме да паднеме во таква стапица. Низ целокупната историја на христијанството, познавачите на Библијата му подлегнувале на искушението да изнесуваат разни религиозни тврдења, присвојувајќи ја улогата на Светиот Дух во водењето на верниците, да го сватат значењето на одреден текст. Самиот Христос е извор од кој потекнува вистината на Светото Писмо, за која поучувале апостол Павле и другите библиски писатели. Како можеме да бидеме сигурни дека правилно сме го разбрале фактот дека единствениот темел на нашето спасение е она што Исус го направил за нас, надвор од нас и наместо нас, без оглед на она што Тој сега го прави во нас?